Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски вчера попладне престојуваше во општина Кочани, при што прво имаше средба со земјоделците во селото Долни Подлог, на која се разговараше за актуелните проблеми во ризопроизводството. Кочанските земјоделци се пожалија дека биле излажани од актуелната власт за ветените, а неисплатени субвенции од 5 денари за килограм предадена арпа, како и за многу други ветувања кои не биле исполнети. Поради тоа, како што рекоа, ако ништо не се промени на подобро, до година нема да ги сеат површините, бидејќи со сегашните откупни цени, одгледувањето на оризот е неисплатливо. Веднаш по средбата Мицковски ја даде следната изјава за медиумите. Денеска сме овде во Кочани, разговаравме со земјоделците, со оризопроизводителите. Состојбата во Кочани и Кочанско во делот на производството на оризот е навистина алармантна, јас би рекол повеќе катаклизмична, споредена со она што беше во минатото. Луѓето се навистина резигнирани, разочарани од реалноста, од условите, од она што денеска како оризопроизводители мораат да го истрпат и со сите оние проблеми со кои што се соочуваат, изневерените очекувања, злоупотребата на нивната доверба за време на изборните циклуси во минатото, посебно за време на предвремените парламентарни избори во 2016-та, потоа за време на локалните избори во 2017-та, кога се ветувани многу работи за оризопроизводителите, во суштина до ден денеска ништо не е исполнето. Потоа председателот на ВМРО ДПМН присуствуваше на отварањето на новиот партиски штаб на Општинскиот комитет на Кочани, лоциран на улицата Охридска без број. Пригодната свеченост по повод 29 години од основањето на партискиот огранок во Кочани, Мицковски ја искористи за разговори со локалните челници за актуелните состојби во општината и регионот, како и за проблемите со кои се соочуваат граѓаните.